Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Австрија, Словенија, Германија и Италија иницираат промена во процесот на одлучување за проширувањето, со која едногласноста ќе се замени со квалификувано мнозинство за техничките прашања во преговорите. Информацијата во Скопје ја потврди австриската министерка за Европа и државната секретарка во словенечкото МНР. По ваквиот предлог, македонската влада останува на ставот дека потребна е промена на методологијата за проширување за да се спречи билатерализација на процесот. Шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен следната среда пристигнува во Скопје. Иако агендата не се соопштува, се очекува да се сретне со целиот државен врв. Посетата доаѓа во време кога македонската влада најави дека по завршувањето на изборите и стартот на новата година ќе се интензивира диалогот со официјална Софија. Во пресрет на доаѓањето на фон дер Лајен, австриската министерка за Европа, која во официјална посета на Македонија, потврди дека заедно со Словенија, Германија и Италија иницираат промена во процесот на одлучувањето за пристапување на земјите кандидатки, односно едногласноста да се замени со квалификувано мнозинство за техничките прашања во преговорите. Веќе нема да биде неопходен секој технички меѓучекор за секоја земја кандидат, значи нема да мора да се гласа едногласно. За процесот на пристапување ќе биде неопходна едногласност, меѓутоа ќе се намалат билатералните напнати односи. Ова е наш придонес. Кога Словенија се приклучуваше, процесот беше полесен, со помалку согласување со европското законодавство. Сега е потежок во однос на согласувањето со законодавството на Европската Унија. По ваквиот предлог, македонската влада останува на ставот дека потребна е промена на методологијата за проширување за да се спречи билатерализација на процесот. Промените како што се најавуваат би решиле голем дел од нашите грижи или тоа што ние сме ги посочили како извори на понатамошни билатерализации или проблеми во нашето пристапување. Опозицијата пак обвинува дека државата не прави ниту чекор напред кон Европската Унија, повикува на национално обединување по поднесената декларација со црвени линии, која власта веќе ја одби. Тоа што го кажувате само еден голем спин. Само алиби да нешто не се направи и државата да стои во место. Да не се продолжат преговорите, да не се направи мерка во интерес на граѓаните. Епа така не се води држава. Извинете. На потек сега Европската комисија која треба да донесе конечна одлука. Иницијативата за поедноставување на процесот на носење одлуки, која е поддржана од 16 членки, по неодамнешниот самит во Копенхаген наишла на голем отпор од Унгарија, Франција, Холандија и Грција. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Предизборниот карван на ВМРО-ДПМН денеска во Долнени Македонски Брод и Кичево. Лидерот на партијата Христијан Мицковски од Македонски Брод порача дека градоначалниците на ВМРО-ДПМН го поминаа својот мандат без ниту еден скандал. Тој најави ресет на системот за изградба на правна држава и непристрасно правосудство. Кандидатот за градоначалник на Македонски Брод Жарко Ристевски најави инфраструктурни проекти и новини за учениците. Најголема вредност е што изминатите 4 години сите градоначалници на ВМРО-ДПМН го поминаа својот мандат без ниту еден скандал. Тоа до сега во поновата демократска историја на Македонија не се случило. Го зачуваа нашиот образ, го зачуваа вашиот образ, образот на граѓаните кои што им дадовте довербата. Мора да поставиме јасни правила, транспарентни процедури и нулта толеранција кон корупцијата која тоне и ја кочи државата. Овој ресет ќе биде праведен, но безмилосен кон оние што го злоупотребија народот. Мора да има одговорност, мора да има достоинство, а систем кој што гордо ќе му служиме. Заедно ќе допреме вистината, заедно ќе браниме слободата и заедно ќе ги изчистиме институциите и никогаш повеќе неправда нема да биде наша судбина. Одовде ветувам реконструкција на сите патишта во руралните места каде што има се уште земјен пат. Но ќе вложуваме и во образованието. Здрава храна за секој дете. Ќе отвориме куњата во основното училиште и секој дете да добие топол оброк и здрава храна. Субвенционирање на возачки испит за секој средношколец кој дипломирал во нашето средно училиште.
доделување на стипендии за студентите кои завршиле во нашето средно училиште. А предизборниот карван на СДСМ денеска е во Скопскиот регион, во Карпош и центар. Лидерот на СДСМ Филипче од Карпош обвини дека ВМРО-ДПМН е година и пол владее без план и визија, со партизирано судство и нула реформи. Кандидатката за градоначалник на Карпош, Маја Мојсова Мијовска, вети инфраструктурни проекти и проекти за младите. Јавниот интерес е последен на листата на интереси на Христијан Мицковски. По година и пол едноставно нема со што да се пофалат. И се занимаваат само со мене и со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Мицковски не е излезен од филмот на опозицијата и после година и пол власт. Но тоа е така затоа што е неспособен, неодговорен и пред се разоткриен манипулант. Ако пред година и пол луѓето верува дека ќе има некаква промена, денес е јасно дека промената е всушност 10 чекори назад. Режимски политики, јавен линч, неспособност и отуѓеност. Толку се оддалече од луѓето и нивните проблеми, што ниту нивните гласачи веќе не ги препознаваат. Ни кажуваат луѓе кои цел живот даваат поддршка на ВМРО-ДПМН. Младински културен спортско-рекреативен центар на просторот помеѓу спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски и бунарите на Лепенец. Ќе изградиме современ центар со A-Gaming арена, картинг патека, летна културна сцена, конгресен и младински центар. Ова ќе биде место каде што ќе се среќаваат спортот, културата и забавата. Нова визит карта на Карпош. Нова детска градинка во Влае. Нови ветувања за подобар живот во Чаир презентираа кандидатите за градоначалник Буер Османи од Дуи и Изет Меджити од Вреди. Инсталирање на модерни лифтови во сите постоечки стамбени згради на територијата на Чаир кои немаат, а имаат потреба од лифт. Со децении, жителите на постарите згради со 4 или 5 катови се соочуваат со огромен предизвик недостаток на лифтови. За нашите повозрастни соседи, за лицата со потешкоти во движењето, за семејствата со мали деца, секојдневното качување по скали е огромна мака. Тоа време завршува. Затоа нудам денеска една сеопфатна програма во која што почнуваме од секое катче, од секој метар квадратен во Чаир, за да го ставиме во функција на потребите на луѓето. Салата Партизан ја трансформираме во мултифункционална спортска сала која ќе го држи името Шабан Сейдиу и градиме нова спортска сала кај Јашар Беу во Дуканџик која што ќе го носи името на Азис Салиу. Чаир е расадник на светски имиња во спортот. Предизборни активности и на помалите партии и независни кандидати. Билјана Ивановска, независен кандидат за градоначалник на Центар, со осврна на спортско-рекреативниот центар Кале. На кандидатот за градоначалник на Газибаба од партијата Демократи Зоран Петковски ќе се залага за департизација и нов изборен систем. Од левица очекуваат нови локални избори партијата да биде фактор во Советот во Охрид, без кој нема да може да се формира мнозинство. Вложувањето во модернизација на спортските објекти за масовен спорт е оправдано, законско и наменско, доколку е во функција на приоритетите на граѓаните. Тоа е прво и основно. На младите им даваме предност, бидејќи нивните тела се уште во раст и развој, а затоа за нив спортот не смее да биде луксус. А општината од друга страна пак мора да се грижи за здравјето на луѓето. Заканите на партијата на власт дека нема да го чистат ѓубрето, односно ќе го ичистат за 72 часа откако ќе биде нивниот кандидат избран за градоначалник, а доколку не биде избран, прашање е дали ќе биде чистено, тоа значи дека системот не функционира. Партизацијата на системот е голема и причината за таа партизација е изборниот систем со затворени листи и главен проект кој што јас го нудам е воведување на нов изборен систем со отворени листи каде што граѓаните ќе бидат главни и каде што советниците ќе бидат свртени кон граѓаните. Тука со мене и носителката на советничката листа Виолета Аврамовска, таа е веќе препознатлива за охридската јавност, која веќе помина еден мандат, каде што се докаже и покажа дека еден советник, дури само со еден советник левица во советот може да биде навистина гласот на охриѓани, може да се подигне нивото на транспарентност и може конечно да се слушне внатре гласот на обичните граѓани
граѓани, впрочем и во изминатиот мандат, токму преку левица беа поднесени бројни иницијативи директно во Советот на општина Охрид. Приватните автобуски превозници во Скопје од утре ќе сообраќаат по редовен возен ред. ЈСП Попладнево уплатила по 6 милиони денари на трите компании, потврди за МИА собственикот на Јофи Бус Јовица Зафировски. Денеска во 16 часот добивме информација дека ни се уплатени по 6 милиони денари по пакет и после координацијата со превозниците, утре се враќаме да возиме по зададениот возен ред. Сумата не е многу голема, меѓутоа ние кажавме да ни се уплати одредена сума за да можеме да продолжиме. Тоа задоволува за наредниве 2 недели да возиме редовно и се надеваме дека во тој период ќе имаме средства, односно уплата од ЈСП за да можеме без прекин да работиме, истакна Зафировски. Јавна седница во апелација по жалбата на пресудата на Васил Јованов, која прегази Фросина Кулакова на пешашки премин на Партизанска. Обвинителството бара зголемување на казната затвор од 12 години, додека одбраната смета дека овој случај не треба да служи за воведување нова судска пракса. Васил Јованов, кој на пешачки ја усмрти Фросина Кулакова, бара намалување на 12 годишната затворска казна. Жалбата со која очекува ублажување на казната денеска ја разгледуваа судиите од повисокиот апелацијски суд. Незадоволство од казната има и обвинителството, па преку вишото јавно обвинителство бара повисока казна за Јованов. Ние на овој начин, преку барање на повисока казна, не бараме освета, бараме правда која што ќе спречи идни трагедии, бараме правда која што ќе испрати јасна и гласна порака дека човечкиот живот е неприкосновен. Одбраната побара казната за Васил Јованов да биде во рамки на судската пракса. Сметаат дека случајот не треба да служи како почеток на заострување на казнената политика. Јас не барам на Васил Јованов да му се даде орден за тоа што го направил, но да се даде разумна казна во рамките на судската пракса досега за вакви кривични дела. Инаку сообраќајки имало и ќе има. Во судницата се обрати и Јованов. Сакам да изразам најдлабоко сочувство до семејството на починатата. Имам голема грижа на совест и тешко ми е заради болката која ја предизвикав, рече Јованов пред 5 теми на апелациони судии. Јавната седница на која се бараше корекција на казната за Јованов ја следеа и родителите на починатата Кулакова. Сметаат дека неговото кајање не било искрено и имал цел да добие поблага казна. Ако е он свесен за делото, нема ни да бара пониска казна. Ако е свесен за тоа што направи. Судската пракса мора да се исправи. Години наназад убијци зад воланот добиваат символични казни. Апелациониот суд во следниот период ќе одлучи дали казната од 12 години затвор за Јованов ќе потврди или пак ќе прифати некоја од жалбите кои денеска ги презентираа обвинителството и одбраната. Зоран Јаневски, Сител телевизија. 39 годишен македонец се убиен на улица во Љубљана. Според првичните неофицијални информации, тој бил претепан до смрт. До амбасадата на Македонија во Љубљана било доставено известување дека во текот на ноќите на 2 октомври животот го загубил македонски државјанин роден 1986 година во Кочани. Согласно информациите од словенечката полиција, блиските на починатиот се веќе известени, а случајот го разгледува секторот за криминалистичка полиција, информира Министерството за надворешни работи и надворешна трговија. Македонската амбасада е во Љубљана, е во контакт со семејството на починатиот и со надлежните словенечки институции со цел обезбедување на потребната конзуларна поддршка и следење на понатамошниот тек на постапката, соопшти Министерството. Следните вести се во